Како да се намали загадувањето, особено во големите градови? Еден од факторите е сообраќајот и јавниот превоз. Дали електричните возила се иднината? Добре дојдовте во темата на неделата. Во оваа емисија за тоа што прават развиените земји за почиста животна средина во големите градови, а што се презема или планира во Македонија. Сообраќајот е еден од најголемите загадувачи на воздухот во градовите. Многу градови во Европа со разни мерки се обидуваат да го ублажат овој проблем. Екостандарди, разни давачки за поминување низ центарот на градот, забрани за товарни возила и слично. Но се чини дека иднината е во возила со нула издувни гасови. За почеток во јавниот превоз. Лондонските легендарни црни такси возила доживуваат зелена револуција. Во декември минатата година започнаа да се произведуваат електрични, а на улиците на Лондон се појавија истовремено со усвојувањето на новото правило, според кое сите нови такси возила мора да бидат или хибридни или целосно на струја. This is no longer about just a traditional London vehicle. This is a global vehicle for global air pollution problems and therefore global solutions. Над 9000 електрични такси возила треба да има на улиците на Лондон до 2021 година. Со едно полнење може да поминат околу 150 километри, а со така наречени станици за брзо полнење повторно се подготвени за 25 минути. Во Лондон до крајот на годинава ќе бидат инсталирани 150 станици за брзо полнење електрични автомобили, а најмалку 300 до 2020 година. Во Париз, Франција, деновиве беше промовирана првата меѓуградска линија со електричен автобус. 160 километри од Париз до Амиен, автобусот ќе ги минува за 2 часа. Très reposant. Très reposant. Là, comme vous voyez, le moteur est lancé. Aucune vibration sur le véhicule, aucune vibration nulle part et aucun bruit polluant, pollution auditive qui disparaît complètement. Со едно полнење може да помине 250 километри, а за 2 часа со брзи полначи е повторно подготвен. Најавени се и други меѓуградски линии во Франција и во Германија со електрични автобуси. Во Берлин одати чекор понапред. Електрични автобуси, но и без возачи се пуштени на пробно возење во кругот на една болница. Не прават бучава, нема загадување и се идеални, особено за делови од градот каде што тие два услови се многу битни. Das ist sehr, sehr angenehm. Das fühlt sich nicht anders an als ein normaler Bus. Wenn man mit dem Elektrobus schon mal gefahren ist, dann weiß man, das ist leise. Шулц додаде дека Министерството ги поддржува заедничките напори на германската компанија за јавен превоз и градот Берлин за почиста животна средина. Нивна цел е се повеќе луѓе да го користат јавниот превоз во градот, се разбира на струја. Во Македонија во јавниот превоз нема ниту метро, ниту трамвај, туку само автобуси. Такси возилата се такви какви што се. Со оглед на енормното загадување на воздухот, дали има планови за еколоски чист јавен превоз, за некакви иновации на овој план? Да се фати чекор со современите европски метрополи. Електрични или автобуси на природен газ ќе биде иднината на Скопје. Јавното сообраќајно предпријатие веќе тестира еден современ плински автобус, а треба да му се придружи еден електричен, пошто градските власти треба да одлучат со што ќе ги менуваат двокатните кинески дизел автобуси, па и оние автобуси од минатиот век кои неретко се среќаваат на скопските улици. Борбата против загадувањето на воздухот беше една од главните теми во предизборната кампања, а истражувањата покажуваат дека дури 1/5 од загадувањето во Скопје се должи на сообраќајот. Основни работи на кои треба да се внимава при набавката на нови автобуси за градскиот превоз се цената, потрошувачката и загадувањето. И електричните и плинските автобуси имаат своји предности и мани. Професор Даме Димитровски од Машинскиот факултет во Скопје вели дека тоа што ЈСП преминува кон почисти горива е многу позитивно. Двете опции кои ги избрал ЈСП се со скоро нула емисија на цврсти честички. И возењето на електрична енергија има нула цврсти честички на местото на возење,
и возењето на природен газ, кој што го избрал ЈСП, исто така има нула емисија на цврсти честички во Скопје. Сметам дека во овој момент Скопје има добра инфраструктура за возење на природен газ, затоа што ЈСП поседува и полнилница за природен газ и може да поднесе голем број автобуси на ова гориво. Исто така ќе имаме нулта емисија и во изворот на создавање на енергијата. За електричните автобуси сметам дека се добри, се автобуси на еднината, но во овој момент не сум сигурен дека ќе користат електрична енергија која што е направена чисто. Туку ќе користиме енергија која што е направена од нашите термоелектрани. Така што кога јас би избрал автобуси на природен газ. Автобусите што сега се тестираат во Скопје не се набавени, туку му се дадени на градот на пробно користење. Електричниот кој треба да почне да вози низ Скопје е на Чериот Моторс, чини меѓу 450 и 500 илјади евра и има капацитет од 85 патници. Според производителот треба да троши околу 20 евра струја дневно. Плинскиот автобус е на Мерцедес и чини околу 220.000 евра и има капацитет од 92 патници. Според најавите, потрошувачката на гориво му е двојно помала од двокатните кои трошат по 45 литри дизел на 100 километри. Градоначалникот Петре Шилегов по подпишувањето на договорот за пробно користење на Мерцедесот рече дека искуствата од еколошките автобуси ќе помогнат во планирањето на модернизацијата на јавниот превоз. Се уште не е одлучено какви автобуси ќе се набавуваат. Наша заложба е креирање на јавен транспорт кој е економски ефикасен и кој што не го загадува воздухот. Решавањето на деценискиот проблем со јавниот превоз во Скопје е дел од листата на приоритети на градот Скопје. Годинава предвидовме буџет за субвенции за набавка на екоавтобуси во висина од 100 милиони денари, за јавното сообраќајно претпријатие и за приватните превозници во висина од 20 милиони денари. Една од главните работи кои треба да ги постигне градот во борбата против загадувањето е со квалитетниот јавен превоз да ги врати патниците, затоа што статистиката покажува дека и покрај зголемувањето на бројот на жители, бројот на патници во градскиот превоз се намалува во изминатите 3 децении. Тоа беше се во оваа емисија, посветена на можностите за јавен превоз со нула загадување и бучава. Нашите содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube. До гледање.